кога го држите во рацете Светото писмо, да добиете представа што држите во рацете, каква порака држите во рацете, со која цел е таа порака и како што реков, од каде, од кого е и како е пренесувана низ вековите. Ова предавање има за цел, прво, да ве запознае хронолошки со сето она што е запишено во Светото писмо. А потоа и да ве запознае со тоа кои се книгите на Светото писмо на Стариот и Новиот Завет. Всушност, да ве запознае со тоа кои се светите книги во еврејскиот канон и кои се светите книги во христијанскиот канон на Светото писмо, односно Библијата. Тоа е. Кога го читаме ние Светото писмо од Стариот Завет, односно првите 5 книги од Светото писмо на Стариот Завет, ние се среќаваме, конкретно во втората книга Мојсеева, се среќаваме со овие две нешта кои Мојсей ги запишал во својата втора книга. Потоа Господ му рече на Мојсей: запиши го тоа за спомен во книгата. И ги напиша Мојсей сите зборови Господови. Не случайно, значи, ги земам овие два стиха. Внимавајте, која е целта? Значи, која е целта за запишување на светите книги на Стариот и Новиот Завет? Спомен. Спомен. Значи, нешто што има голема важност и кое треба да се зачува од заборав. Да не се заборави. И внимавајте, што да не се заборави? Зборовите Господови. Зборовите Господови. Значи, не некаква човечка мудрост, не некакво човечко искуство, не некакво човечко знаење. И тоа е битно. И тоа е битно да се запише и запишувано во историјата на човештвото. Но внимавајте, овде се има за цел да се запише за спомен, да си спомнуваат луѓето низ вековите што доаѓаат, кај сите народи, за тоа кои се зборовите Господови. Разберете, кои се зборовите Господови. Тоа што Бог го говори. И затоа ние Светото писмо уште го нарекуваме запишано откровение Божјо. Ова сакам убаво да го разберете. Запишано откровение Божјо. Значи, Бог открива сето она што е потребно за нас во овој ваков свет, и тоа што Бог го открива, од Него повиканите, просветени и благословени овластени луѓе, како што бил пророкот Мојсе, тоа го запишуваат за спомен. За спомен кај сите народи. Уште еден многу битен момент за Светото писмо. Уште од тогаш отец за сите народи, уште од тогаш во времето на Мојсе за сите народи. Јас замислав да е еврејскиот народ, а не. Ама кај еврејскиот народ, ама преку нив. Да. Затоа што благословот кај патриархот Аврам кој е? Дека преку него и неговото колено ќе бидат благословени сите народи. Тоа е тоа. Значи Бог, можеби не на сите евреи во тоа време им било јасно, но Бог си имал својата промисла. И кога тоа Бог го правил со цел за нештото што ќе се случат за стотици години понатаму. Бог е над времето, он е над времето. И бивајќи над времето, учествувајќи во животот на овој свет со својата промисла, тој делува во времето. И делува во однос на тоа што ќе се случи во времето. Значи, ова е убаво да го запаметите. Нештата во Светото писмо се запишани да бидат за спомен. За спомен. Но внимавајте, не се работи тука за некаков обичен спомен. Туку се работи за спомен, да не се заборави откровението Божјо, односно Божите зборови, односно Божјата вистина, што Бог ни ја открива за нас, за оние кои сме во овој и ваков свет. Многу битен момент, кој треба да го знаете кога се чита Светото писмо.
Значи, Светото писмо не е некаква филозофска книга. Значи, не е книга во која некои луѓе создаваат некаква филозофска теорија или филозофски систем за тоа што е вистина. Не разбирате? Тоа е многу битно. Значи, не е филозофска книга. Светото писмо е запишено како спомен, запишено е со цел да не се заборават Божите зборови или Божјото откровение, и што е најбитно, Светото писмо е пишувано на следниот начин. Први имаме настан, односно настан, кој е поврзан со некаква Божја интервенција, со Божјо откровение. Значи први имаме настан, настан имаме, и потоа тој настан се запишува. Значи не одиме, во Куранот имаме сосем друг пристап. Значи, конкретно, пошто муслиманите веруваат во Куранот како нивна света книга, и нештата кај ни се поставени на овој начин. Куранот е напишен 6 века по Христос. Не влегуваме во тоа кој е писателот на Куранот. Мене ми е битно ова. Во Куранот се пишувани, се запишани настани кои се случиле многу векови пред да биде запишан. Разбирате? Значи, во Куранот се запишани настани кои се случиле многу векови пред да биде напишан Куранот. Всушност, тој што го пишувал Куранот, односно сурите во Куранот, прави свое толкување на настаните што се случувале во минатото. Тоа многу често се случиле во историјата денеска. Кога историчарите пост фестум, кога се случи некаков настан и така натаму после неколку децении и векови или не е битно што, кога пишуваат некаков историски осврт, многу често нивниот осврт во однос на тој историски настан е во контекст на тоа како они го разбираат тој историски настан. Не разбирате? Тоа е многу битна работа. Во Светото писмо не е така. Конкретно, кога ние, читаме во втората книга Мосеева, кога Бог му се јавува на Мојсей, кога Бог ги дава 10 Божји заповеди, или, например, кога излегува еврејскиот народ од египетското робство и така натаму, значи имаме настан, на тој настан, на тоа Божје откровение или тоа Божје откривање или таа Божја интервенција не е присутен само еден. Во Куранот го имате овој момент, како што веруваат нашите соседи муслиманите, Мухамед добива откровение од некого. Од кого? Тој си знае, но битно е што нема ниеден сведок за тоа дека тој добива откровение. Разбирате, нема сведок. А секој од вас дома може да седне и да каже, јас добив глас од Господ, Господ ми се јави, и може да си напише тоа што он мисли дека, како што имало многу често обиди во историјата такви нешта да се пишуваат. Сега, во Светото писмо, браќи и сестри, не е така. Значи, ова е многу битен принцип. Прво имаме настан, историски настан. Настан, Божје откровение, Божја пројава. Таа Божја пројава е засведочена не само од еден човек. И кога Мојсей го пишувал тоа што се случило, други го засведочувале тоа дека е вистина, ме разбирате. И што е најбитно, и пророците, и апостолите го пишувале ова водени од самиот Бог, преку Божиот Дух. Сега, за луѓето кои се насочени крајно рационално или, како да кажам, сcientистички, научно, овој момент им е малце по-ирационален. Сега, како тоа, Божи Дух и така натаму, но оние кои живеат на вистина христијански живот, кои се трудат и кои го почувствувале присуството на Божиот Дух во себе, тие знаат всушност како и од каде им доаѓа инспирацијата, односно внатрешното водство или потик. И не случајно апостол Петар ќе каже дека светите Божји луѓе писмото го пишувале вдахновени од Духот Божји. Значи, тие се
битни моменти. Значи, настан, прво имаме настан, потоа на тој настан, на тоа откровение Божјо, нема само еден сведок. Тој што го запишува тој настан, пророкот од едниот контекст, например, пророкот Мојсе или пророкот Исус Навин или Даниел и така натаму. За тој настан има и други сведоци. Кога се запишува таа книга, и другите се засведочува дека тоа е вистина, и потоа тоа се запишува како спомен и влегува прво во колективната меморија, во колективниот спомен на еврејскиот народ, а потоа по доаѓањето на Месијата, преку црквата, сето тоа се расширува и кај сите други народи во овој свет и век. Едно мало допълнување. Уште еден момент тука околу самото запишување. Постоела опасност, како што и до ден денеска постои, дека доколку би останале само во сеќавањата на оние што го чуле тоа предание, или работите да се подзаборават, или работите со оглед на обребовеноста на луѓето, па и да бидат подизвртени. И сега, ако така би се пренесувале тие работи, пораката во еден момент би можела да дојде како погрешна, како изменета од оние другите. И затоа било многу битно сето тоа да се запише и да стои како запис, за да се знае точно како било. Значи, точната форма се запази, точната смисла се запази, не онака како што некој си тамо ќе го протолкува на база на собственото разбирање, туку онака како што било откриено и дадено, за да може автентично и да се пренесува. Благодарам. Понатаму, освен ова што треба да го знаете, дека Светото писмо е запишено со цел да биде спомен на Божите зборови, на Божјото откровение, Светото писмо не е откровение Божјо дадено одеднаш. Значи, откровение Божјо кое последователно се открива во времето, сукцесивно. Ова е многу битно, исто така да го разберете. Значи, сукцесивно. Кога читаме ние Светото писмо, гледаме како Бог имал контакт и со нашите прародители, со Адам и со Ева, па пред потопот со Ное, па со нивните синови, па со Авраам, па со Исак, па со Јаков. И сето тоа, всушност, се пренесува како усмена порака до Мојсе. До Мојсе. Но, што е битно? Битно е да се разбере дека она што му го открива Бог на Аврам добива уште поголема суштина и длабочина кај Исак, па кај Јаков. Значи, полека гледате како Божјото откровение се повеќе и повеќе се продлабочува. Ако Аврам го добил благословот Божји дека преку него ќе бидат благословени сите народи, преку неговото семе, преку народот што ќе настане од него, веќе гледаме како тоа преку Исак добива уште поголема своја суштина, па преку Јаков, преку неговите синови, па ние гледаме и преку Мојсе. Кога Бог го повикува Мојсе, Бог што се му открива на Мојсе. Но внимавајте, тоа откривање оди и понатаму. Оди и понатаму и таа грижа за откровението оди и понатаму и преку Исус Навин кој го заменува Мојсе, потоа преку судиите кои еден период управувале со еврејскиот народ, преку пророците и на крај до Христос. Значи, кога читаме особено Светото писмо на Стариот Завет, ние гледаме сукцесивно откривање на Божјата вистина. Иако мора да се признае дека срцевината на Стариот Завет, на светите книги на Стариот Завет се наоѓа во Тората, во 5 книги Мојсееви. Сега ќе ве замолам вака малце да ме следите. Она што е запишано од пророкот Мојсе во неговата првата книга од неговото петокнижие на македонски насловена како Битие, доаѓа од грчкиот збор Генезис. Создавање. На еврејски таа книга е наречена Берешит, што значи во почетокот. Всушност,
името, првата книга Мојсеева, го добива своето име од првиот збор во почетокот. Берешит бера Елохим. Значи, во почетокот Бог го создаде небото и земјата. Во првата книга Мојсеева, Мојсеј ги запишал нештата кои се поврзани со создавањето на светот, они кои беа во рамките на ведниот курс, баш сега во вторник го зборуваме за тоа, така имате едно мало повторување. Значи, во првата книга Мојсеева, пророкот Мојсеј, вдахновен од Духот Божи, ни говори за тоа како Бог го создава светот, низ колку периоди, јом или денови е создаден светот, потоа создавањето на нашите прародители Адам и Ева, потоа пророкот Мојсеј ни засведочува за тоа како и на кој начин се случило отпаѓањето на нашите прародители од Бога. Односно, таа состојба на постоење која Бог ја промислил за нашите прародители. Тоа е запишено во првата книга Мојсеева. Значи, состојбата на нашите прародители пред падот, значи создавањето, состојбата на нашите прародители пред падот и состојбата на нашите родители после падот. И всушност во првата книга Мојсеева таму е опишан целиот развој на човештвото пред потопот, односно пред Ное, по Ное, повикувањето на патриархот Аврам, неговиот син Исак, Јаков, 12 синови, значи Израелеви, историјата со еден од синовите на Јаков, тоа е Јосиф, кој по промислата Божја станува управник на Египет и всушност го спасува своето племе, и всушност тој народ, тоа племе всушност, мало што доаѓа во Египет, со текот на времето од 400 години, се формира како цел еден народ. И всушност, Мојсеј е представник од еврејскиот народ, кој, особено во тој период, на крајот од нивното робување, до тој степен се намножил овој народ еврејски во рамките на Египет, што египетскиот фараон се уплашил евреите да не го преземат Египет и затоа ги убивал првородените од еврејскиот род. И вие ако го читате она што е напишано во втората книга Мојсеева, тамо ќе видите на кој начин Мојсеј, односно ќе се запознаете со Божјата промисла на кој начин Мојсеј е спасен, на кој начин тој станува египетски принц и на кој начин тој бега од Египет и бива повикан од Бога, од Јахве, од Елохим, од Творецот, да го ослободи еврејскиот народ од египетското робство. Тоа е во втората книга Мојсеева. Значи, Мојсеј прво ги напишал сите тие настани кои биле пред него. Внимавајте, он ги напишал тие настани како што вели науката која се занимава со Библијата, библистика. Он ги напишал тие настани. Први останок, вдахновен и воден од Духот Божи, но исто така самиот тој, како евреј, тој ја знаел устната традиција на својот народ. Затоа што еврејскиот народ, како и другите народи, својот историски корен и сето тоа што се случувало со тој народ, сето тоа се пренесувало од колено на колено. Тогаш не се запишувале нештата, туку нештата се учеле наизуст, не разбирате? Наизуст. Како жив збор. Како жив збор. И он всушност го добива сето тоа од својот народ и он од својот народ ја добива пред Бог да му се објави, ја добива таа вистина за Бог на Авраам, внимавајте, Бог на Авраам, на Исак, на Јаков. Значи Бог, за разлика од овие пагански богови и така натаму кои биле плод на човековата фантазија, на човековите раце, овде евреите говорат за Бог на Авраам, на Исак и на Јаков. Значи Бог кој му се открива на Авраам, кој му се открива на Исак, кој му се открива на Јаков и потоа кој му се открива на Мојсеј. И сите тие нешта се запишани од пророкот Мојсеј. Значи прво настан, а потоа запишување на настанот на тоа откровение. Сега ќе одиме малку историски, кога го читате Светото писмо, да знаете, кога читате една книга, да знаете колку огромен временски период понекогаш има во една книга. Колку огромен временски период. И затоа да не ве чудат нештата. Читате вие во една книга и гледате
како да кажам, на еден начин различен пристап на Господ кон ова или кон оно и така натаму, затоа што се работи за еден огромен временски период. Видете, во времето на Ное не се говори за обрезание или така натаму. Дури во времето на Аврам тоа започнува. И зошто и како Бог си има свој план. И затоа тој начин да се разбере хронолошкиот момент во Светото писмо исто така многу битен. Значи, тие што доаѓаат на воведниот курс знаат дека во првата книга Мосеева имаме трансисториски период и историски период. Во трансисторискиот период влегува, односно, во периодот кој е надисториски, влегуваат вистините за создавањето на светот, значи на се што постои, за создавањето на нашата планета Земја, за се што постои на нашата планета Земја, за создавањето на човекот, за отпаѓањето на човекот, за состојбата на човештвото пред потопот и по потопот. Тоа е така наречен трансисториски период и тоа го имаме во првата книга Мојсееве запишана. Потоа започнува историскиот период. Историскиот период, односно историјата или периодот на постоење на човештвото по потопот, за човештвото кое е после Ное, после неговите синови Сим, Хам и Јафет. Значи се создава така нареченото после потопно човештво и внимавајте кај се создава после потопното човештво. После потопното човештво, како што тоа и ни го говори историјата, археологијата, после потопното човештво се создава во така нареченото меѓуречие, помеѓу реките Тигар и Еуфрат. Негде тамо од 3800-та до 1500-та, 400-та година, тамо полека се формира цивилизацијата на сумерите. Тоа е една најдревна цивилизација, односно организиран начин на живење на планетата Земја по потопот. Еве како всушност тоа и историјата ни го подврдува. Значи, негде 3500 години пред доаѓањето на Месијата, помеѓу реките Тигар и Еуфрат се развива постпотопната цивилизација. Сумерите ја изумуваат првата форма на писменост, тоа е клинесното писмо. Понатаму негде 3100 година пред Христос, кралот Менес го обединува долниот и горниот Египет и како престолнина го избира градот Мемфис. 2300 година пред Христос, кралот Царгон од Акад ги освојува сумерците и ја обединува Месопотамија под една власт, создавајќи ја првата империја во светот. И внимавајте, во таа империја, во тоа царство, во еден град од тоа царство, Ур, сега тука не имам картата, да видите, во тоа царство, во градот Ур, се раѓа од Тара, таткото на Аврам, се раѓа патриархот, односно зачетникот на верата, односно зачетникот на оној преку чие семе, односно преку чиј народ ќе дојде во овој свет спасителот на светот, односно Месијата. Односно се раѓа Аврам, Бур Халдејски. 2166 години пред Христос. Потоа, имате можност во прва книга Мосеева тоа да го прочитате, на кој начин Бог го повикува Аврам, и се до тоа што се случува со Аврам, со Сара, потоа е раѓањето на неговиот син Исак, 2600 години пред Христос, раѓањето на Исав и Јаков, тоа се синовите на Исак, и сега благословот, промислата оди преку Јаков. 1991 година пред Христос умира Авраам, 1915 години пред Христос се раѓа Јосиф. Тој е еден од синовите на Јаков. Всушност Јаков има 12 синови. Така ќе читате тоа во првата книга Мојсеева. Од тие 12 синови на Јакова, всушност се формира 12 племиња Израиле. 12 племиња Израиле. Што го има во Откровението, нели тие? Тоа и многу пати се спомнуваат. 1885 години пред Христос, Јосиф, синот на Јаков, станува управник на Египет. Ви зборев за тоа. Јосиф бил еден од синовите на Јаков, кому неговите браќа му завидувале. Бог имал посебна промисла кон него
тие до тој степен му завидувале што сакале да го убијат. И дури мислеле дека го убиле, но Божјата промисла била таква да биде спасен и да тој стане управник на Египет и преку тоа всушност да го спаси својот народ од времето кога во тоа од големата глад која владеела во тоа време. Негде 1595 година пред Христос хетитите, воинствен народ од центра на Анадолија, ги освојува вавилонците и напаѓа на Египет. Фараонот Рамзес II не успева да им се спротивставува. И внимавајте, тоа е историската рамка, тоа можете да го проверите во историјата за Египет и за тој дел на светот. Значи, ќе видите дека всушност египтјаните нападнати од хетитите се чувствувале слаби веќе и затоа почнале да се плашат од евреите кои биле робови кај нив. Со текот од почеток евреите не биле робови кај египтјаните. Просто како наследници на Јосиф и така натаму, тие биле како на еден начин примени во рамките на Египет, но кога се намножиле толку многу, египетските фарони започнале израелците, евреите да ги користат за робови за градење на сите тие нешта таму што ги градели и така натаму. И сега во еден момент нападнати од хетитите и победувани од хетитите, а однатре надвладувани од евреите, египтјаните се уплашиле дека ќе го изгубат Египет. Затоа фараоните ги убиваат, односно градат еден непријателски однос кон еврејскиот народ. И состојбата на еврејскиот народ станува скоро неиздржлива во Египет, затоа еврејскиот народ започнува да се моли на Богот на Авраам, на Исак и на Јаков за ослободување од робството. 1526 година пред Христос се раѓа пророкот Мојсей. Мојсей не е еврејско, тој е египетско. Он бил воспитан како египетски принц. Он бил воспитан како египјанец, се додека не дознал кој и што е и сето тоа што се случило со него и кога победува, кога бега од Египет, кога станува тамо овчар на стадата на својот таз Јотор и така натаму, и кога без Мојсей да има некаква, како да ви кажам, натрешна умисла дека нешто ќе се случи со него, Бог го повикува да биде оној кој ќе го ослободи еврејскиот народ од египетското робство. Но не само тоа, внимавајте. Но не само тоа. Мојсей го ослободува Бог, односно, преку Мојсей го ослободува еврејскиот народ од египетското робство. Но не само го ослободува. Внимавајте, Бог потоа со тој народ воспоставува завет. Воспоставува завет. Односно, од тој народ формира свој свет народ. Народ кој треба, тоа е клучниот момент. Народ кој треба да ја сведочи и пренесува вистината за едниот вистински Бог и народ преку кого треба да дојде Месијата, спасителот на светот во овој свет. И затоа Бог го издвојува овој народ. Го издвојува овој народ и кога Мојсей го ослободува еврејскиот народ од египетското робство, народот еврејски веднаш не отишол во ветената земја. 40 години било тоа патување. Целата таа генерација изумрела, како да кажам, робската генерација, таа генерација што била родена во Египет, која била и текако инфицирана со идолопоклонство и со сите тие нешта што они ги гледале кај египтјаните. И затоа требало време, значи да се формира цела една нова генерација. Дали е тука преминот? Тоа е преминот, да. Преминот, всушност, кога евреите излегуваат од египетското робство, Пасех, така е наречен тој премин од робство во слобода, или Пасха, всушност, тоа е најголемиот еврејски празник, на кој они, внимавајте, си спомнуваат со векови, тоа им е заповедено, си спомнуваат со векови за овој настан. Пасха, и сега кога ќе разговарате, ако познавате некој човек кој припаѓа на еврејскиот род, тие на Пасха
се спомнуваат за сето тоа што Бог го направил со нив. Значи, многу е битен тој момент да си спомнуваш. Затоа што ако човек не си спомнува, а ние како огревовени, како отпаднати од Господа, како разбиени духовно, многу лесно забораваме, браќа. Многу лесно забораваме. Заборавањето кај нас не воведува во состојба на незнаење. А кога човек влегува во состојба на незнаење, тој често влегува во состојба на збунетост. Тој е збунет. Разбирате? Кога човек не знае, тогаш е збунет. И тогаш било кој, ако нешто ви каже, вие мислите дека е вистина или не е. Ама немате критериум како да одредите дали е или не е вистина. И затоа најчесто луѓето кои живеат во состојба на заборавеност и не сакат да знаат, се во состојба на збунетост и многу лесно таквите луѓе можете да ги манипулират. И сега, особено Бог сака ние да знаеме, да се спомнуваме за сите негови дела, за сето тоа што Он го прави или правил во минатото и го прави и сега, значи, да се спомнуваме и од сето тоа да извлекуваме поука за нашиот личен, духовен, спасителен живот. Тоа е многу битна работа. Значи, од 1480 до 1410 година пред Христос, од страна на пророкот Мојсей се напишани сите 5 книги кои го сочинуваат Мојсеевото петокнижие. Тоа е почетокот на Светото писмо. Првите 5 книги Мојсееви. Значи, кога ќе го отворите Светото писмо, првите 5 книги од Светото писмо се Мојсеевото петокнижие или на еврејски наречена Тора. Тора, што буквално преведено на македонски би требало да биде нешто како закон, но не само како закон, туку како напаствија за онаков живот што Бог го промислил за еврејскиот народ, а преку нив и за целото човештво. И затоа некои тоа го преведуваат како наука, не наука во сиентистичка смисла на зборот, туку наука за животот, како треба да го организира својот живот. И навистина тоа е така. Кога го читаме ние Мојсеевото петокнижие, Бог прво на еврејскиот народ тука им ги дава своите 10 заповеди, односно 10 правила за живот, како треба да го организира својот живот и кон Бога, но и во самата заедница. И исто така во Тората имате еден куп други правила кои го организират начинот на живење на луѓето во таа заедница. И затоа еврејскиот народ со својот начин на живење, со својот однос кон Бог, кој е трансцендентен, Бог на кого не смее да му правите идоли и така натаму. Бог кој е жив и кој го води, тој народ со посебна цел, тој народ почнува и текако да се одвојува од другите народи. Ако сите други народи во тоа време кои го окружувале еврејскиот народ тонеле во идолопоклонство, просто се поклонувале на идоли, формирале разни своји религии, разни своји обичаи, кај што се мешале разни магиски, окултистички, не знам тамо што се својства, овој народ се трудел во својот живот да биде верен на заветот што го дал на Јахве. И тоа е запишено во 5 книги Мојсееви. 5 книги Мојсееви, внимавајте, 5 книги Мојсееви се срцевина, јадро на Божјото откровение во Стариот Завет. Тоа е. Ќе одиме сега директно на еврејскиот канон. Значи, вака изгледаат книгите во оригинал, кај евреи. Ова е еврејска Библија. Кај нив нема Стар Завет и Нов Завет. Они својата Библија нарекуваат Танах. Всушност, Танах е кратеница од Тора, Невим и Кетувим. Ќе објаснам. Значи, нивното Свето писмо, всушност тоа е нашиот Стар Завет. Значи, они го делат Светото писмо, светите книги на Стариот Завет на 3 дела. Тора, тоа ви се 5 книги Мојсееви. Значи, она книга што ние нарекуваме Битие, тие нарекуваат Берешит, што значи во превод во почетокот. Потоа втората книга која ние нарекуваме Исход, на еврејски е Шемот, првиот збор од таа книга е Имињата.
Третата книга е Левит кај нас, кај нив е Ваикра, што значи го повикува. Четвртата книга е Броеви или Бамидбар на еврејски, во пустината. И петата книга кај нас е наречена Повторени закони, Хадеберим на еврејски значи зборови. Тоа се 5 книги од Тората еврејска. Тората, тоа е срцевината на Стариот Завет. Срцевината. Кај нив потоа? Вториот дел е наречен Невиим или пророчки книги. Значи, после Мојсей, Бог го води својот народ преку пророците. Значи, тоа се луѓе кои Бог ги повикува, кои Бог ги подготвува и потоа тие луѓе ја сведочат волјата Божја на еврејскиот народ. Кај евреите вака се поставени нештата. Во пророчки книги влегува прво книгата на Исус Навин. Тоа е Јешуа, односно оној кој го заменува Мојсей и кој ги внесува евреите во ветената земја. Затоа што Мојсей не влегува во ветената земја, тој умира пред да влезат евреите во ветената земја. Во пророчки книги кај ни влегуваат и книгите Судии или Шофтим, потоа тоа како 7 книга е, после 8-та книга кај нив е прва и втора книга Самуилова, знаете за пророкот Самуил, и прва и втора книга Царство. Видете, сето тоа, видете колку книги влегуваат кај нив во една книга. Да не ве буни. Значи, во канонот на Светото писмо на Стариот Завет кај евреите, во Танах, има 24 свети книги. 24. Сега некој ќе каже, како сега, кај нив има 24 свети книги, а кај нас во Стариот Завет има 39 тие канонските и така натаму. Да не ме були затоа што многу од тие книги кај што кај нас се поодвоено поставени, кај нив се заедно. Видите колку книги се ставени заедно. Потоа, 9-та книга е книга на пророкот Исаија, 10-та е на Јеремија, 11-та е на Језекил. И внимавајте, 12-та книга. Во 12-та книга влегуваат книгите на сите така наречени мали пророци. Не дека биле мали по значење, туку нивните книги не се толку долги како на пример на Језекил или на Исаија, на Јеремија и така натаму. И сите тие всушност влегуваат, сите тие мали пророци влегуваат во една книга, во 12-та книга од книгите Навиим или пророчките книги. И понатаму кај евреите ги имате Кетувим или така наречени историски или поучни книги. Историски и поучни книги. Првот, кај нас, например, во канонот на Светото писмо, што ние го користиме, од Септуагинтата, ќе објаснам понатаму, Даниел, книгата на Даниел е ставена во пророчки книги. Но, кај... Не. Молам? Во поучни, а не во... Во кај нас е поставена во пророчки книги, а кај нив е ставена во поучни книги. Добро, се извинувам. Да, значи, поучни книги во канонот на Светото писмо на еврејскиот канон се книга Данаил, плачот Јеремиим, Рут, летописи, Дир Рехајамим, пишувани од пророкот Малахија, прва книга Езра, Неемија, Естир, Псалми, Јов, Изреки или Поуки Соломонови, Проповедник и Песна над песните. Шир Хаширим, тоа е 24-та книга, тоа е последната книга од еврејскиот канон. Значи, еврејскиот канон на Светото писмо, значи, овие свети книги од еврејскиот канон се канонизирани вака на овој начин, како што пред малку ви го покажав, 90-та година по Христос. 90-та година по Христос во градот Јамија имало еден собор на рабини, кои се собираат и сега прават, значи ги собираат сите книги што ги имале од Стариот Завет, од Танах, и сега сите тие книги што ги имале на еврејски.
затоа што има книги кои се преведени во времето на Птоломеј Филаделф. Сигурно знаете за преводот на Септуагинтата. Преводот на Септуагинтата е првиот превод од еврејски на друг јазик. Значи, преведено е од еврејски на елински јазик. Во времето на Птоломеј II Филаделф, тој е еден од генералите на Александар Македонски. Тој е всушност династијата Птоломееви, чии потомок е и кој? Клеопатра. Да. Самиот Птоломеј Филаделф започнува во Александрија да ја формира Александриската библиотека. И таму имало книги од сите народи, од сите култури и така натаму. И самиот тој сакал во Александриската библиотека да ги има светите книги на Стариот Завет или Танах. Сега ние го видиме Стар Завет, од тоа време не било Стар Завет. Тоа време биле светите книги на еврејскиот народ. Се уште Месијата не бил дојден, но се уште го очекувале Месијата. Тој го замолува тогашниот првосвештеник на вториот храм, возобновениот храм во Ерусалим, Елиазар, и тој му испратија 72 учени луѓе, рабини, од значи шесторица од 12 племења, значи од секое племе по шесторица. Значи 12 племења израелеви по шесторица, 72, и затоа овој превод е наречен Септуагинта или преводот на 70-торицата. Тоа значи преводот на 70-торицата. Науката не може со сигурност да ни потврди, иако имаме и вакви и онакви размислувања околу тоа, дали 70-торицата за 70 дена, како што тоа е кажано, го превеле Стариот Завет на елински, односно дали во тој превод влегуваат сите книги на Стариот Завет или влегуваат само 5 книги Мојсееви. Значи, од изворите што ги имаме, има и вакви и онакви ставови, но ние христијаните имаме нешто што е многу битно. Имаме еден историски момент кој ни потврдува дека освен книгите на Тората, односно Мојсеевото потекнишје, биле преведувани и пророчките книги. Кој е тој историски момент? Кој го очекувал во своите прегратки Месијата? Симеон! Шимон! Да. Па тој го очекувал Месијата. Да, он бил доволно. Па да, зошто го очекувал? Затоа што преведува книгата на пророкот Исаија. Девојка ќе зачне се како сега, да. И сега он вели и сега го отпушта слугата свој Господи. Да, тоа е тоа. Значи, во Новиот Завет, значи во Светото писмо на Новиот Завет, преку ликот на Симон, богопримец, како што е наречен во црквата, ние имаме сведоштва дека освен 5 книги Мојсееви се преведени и останатите книги на Светото писмо на еврејскиот канон на Стариот Завет. Во тој канон влегуваат и книги кои евреите во својот канон не ги примиле во 90-та година. Зошто? Затоа што нивните еврејски источници, изворници биле изгубени. Тоа е книга Мудрост и Рахова. Тоа е прекрасна книга. Прекрасна книга, ама изворникот е изгубен. Еврејскиот, останал само елинскиот од Септуагинтата. Затоа тие не ја ставиле таа книга, например, во рамките на канонот на Светото писмо на Стариот Завет. Но, како што рекле, и како што всушност и нашата црква исповеда, како што тоа го има напишено во своето послание за канонот на светите книги на Стариот и Новиот Завет Свети Атанаси Велики, тој вели дека имаме канонски книги, значи богооткриени, богопросветени книги, богоблагословени книги, кои се за наше спасение, но исто така, во тој канон во Септуагинта имаме книги кои не можеме да ги земеме како изворници за догматски став и така натаму, но кои се добри за поука. И таму се наброени овие доле наведените книги. Книга Мудрост и Рахова или Јешуа бен Сира,
книга Мудро Соломонова, за која се предпоставува дека била пишувана во периодот на Вавилонското робство, дека основата на таа книга се Соломоновите поуки, но потоа се надоврзува тука поуки од други еврејски мудреци, но исто така таа книга нема се нема во еврејски изборник. Прва, втора и трета книга Макавејски, тие три книги всушност евреите не ги стават во својот канон, но исто така и овие три книги не влегувале ни во канонот на Септуагинтата, се покасно напишани и се ставени потоа во црквата во канонот на Стариот Завет како историски книги кои имаат за цел да ни ја засведочат ситуацијата на еврејскиот народ пред доаѓањето на Месијата, односно кога биле под така нареченото елинско робство на Антиох Епифан, односно тоа е браќата Макавеи, тоа е целиот бунт на еврејскиот народ против тогашното паганско елинско робство. Кога ги читате трите книги Макавееви, за тоа ви сведочат и всушност трите книги Макавееви на еден начин ни помагаат да имаме представа, историска представа, што се случило од периодот на последниот пророк Малахија до доаѓањето Христово во овој свет. Ова што го гледате, тоа се светите книги на Стариот Завет според канонот на Септуагинтата. Тој канон на Септуагинтата се користи во раната црква, значи раната црква, апостолите, оците на црквата и така натаму го користеле, и ден денеска се користи во православната и во римокатоличката црква. Се разбира, 39 книги имаме канонски и овие доле 7, така да речени, дефтероканонски книги на грчки или второканонски книги на македонски. Тоа е тоа, да не ве бури. Всушност, кога овие 39 книги ќе ги споите, онака како што се спојувани кај евреите, ќе видите дека тоа се истите книги, овде ги имаме во 39 затоа што се разделени, а кај евреите имате слични книги кои се заедно, например сите мали пророци се заедно, и купно излегуваат во еврејскиот канон 24 книги, во канонот на Септуагинтата 39 книги, но тоа се истите книги, ме разбирате? Значи тоа се истите книги, боговдахновени книги кои во себе го имаат Божјото откровение и кои биле пренесувани од еврејскиот народ со векови до времето на Птоломеј Филаделф, преку времето на Птоломеј Филаделф, преку црквата, денеска преку преводите што се прават од Септуагинтата кај сите народи. Исто така, денеска кога се прават преводи на Светото писмо, се користи и еврејскиот канон. И многу е битно да знаете дека кој се грижел, тоа се враќа, вака изгледало тоа, за тие што не знаат. Значи, писмото, тоа што Бог го открива, било запишувано на пергаменти и било вака. И пергаментите биле зашивувани, видите, овде, шијајќи. И книгата всушност се отварнала во ролна. Значи, ако денес имаме вака ја вртиме, тогаш во ролна, полека, едниот дел го завртуваш, другиот дел го одмотуваш и ја читаш книгата. Малку непрактично. Малку непрактично. Па сега, тоа е тоа, но така, кога го запишувале они, треба да знаете дека кај евреите не се, тоа е еврејската азбука и нема самогласки таму, само согласки. И што е најинтересно, имавате, зашто евреите многу лесно го читале писмото? Затоа што они пред се наизуст го знаеле писмото. Наизуст, просто наизуст. Напамет? Да, напамет го знаеле. И кога го читале текстот, они согласките не биле потребни, они просто си знаеле што следи, така натаму и така натаму. Она со Божјото име со Јахве. Например, тоа се пишува ЈХВХ. Да. Помена пријас. Да. ЈХВХ, но се чита и внимавајте, се чита од десно кон лево. Од десно кон лево, да. Јахве. Јахве, јас сум оној кој сум.
за писмото се грижеле пред се рабините, а кај евреите го имате храмот. Прво, тоа што ни е засведочено кај пророкот Мојсей, првин Бог им заповеда да направат скинија, односно шатор, затоа што они се движеле додека не дошло до ветената земја. За целиот ритуал, за целото богослужење и принесување на жртви во шаторот се грижеле свештениците и левитите. Они се грижеле за тоа. А понатаму, кога евреите веќе доаѓаат на ветената земја, кралот Давид го освојува Ерусалим, со Соломон се гради првиот храм. Значи, кога го градат првиот храм, Соломоновиот храм и така натаму, веќе почнуваат на секој шабат. Шабат е сабота. Секој сабат евреите се собираат во синагога. И целта на нивното собирање во синагогата е читање на писмото. И славење на Бог преку псалмите. Давидовите псалми, има и други псалмопивци и така натаму. Значи, синагогата е место каде што тие се поучувале од Тора, од законот, значи, кај што ги читале пророците, тие што ги ималете, полека внимавајте. Разбирате, не сите, има сукцесивно. Пророкот Малахија е последниот пророк. Значи, тие пророци што ги имале, книгите на пророците што ги имале и се разбира поучните книги што ги имале. Тоа е тоа. За тоа се грижеле, како што покажа предмалце, рабините, Сафар или во Новиот Завет тие се напишани како книжници. Книжниците се луѓе, тие свитоци, браќа и сестри, со текот на времето од употреба се изветувале така натаму, се трошеле, тоа почнувале да стануваат табеле, како од изборот. Тоа се губи тоа што е напишано и сега треба да се препише. Сега евреите знаеле секоја книга колку букви има, затоа што нема самогласки, нема интерпункција, нема точки, запетки, прашалници, само букви, согласки, и сега они ги знаеле колку согласки, односно колку букви има во една книга. И кога ќе се, например, таа книга која веќе требало да се отстрани, кога ќе се препишела, се бројало, дали толку букви има, и се внимавало, и тоа е тоа, се внимавало да не се промени ништо. За ова многу како интересно сведоштво е 1947 година во Кумран се најдени овие кумранските текстови од стариот ракописи, во чупови. И што е најинтересно, кога се чита и тие ќупови се чуваат денеска се чуваат во Ерусалим. Има посебен музеј. Не знам дали беше во Ерусалим или во Тел Авив, не сум сигурен. Кај се чуваат? Значи има посебен музеј кој е така изграден за да може да издржи бомбардирање за земјотрес. Пошто внимавајте, ова е многу битно нешто. Многумина, како што говорев и на самиот почеток на предавањето, говореле за тоа дека можеби со текот на времето книгите претрпеле некаква измена. Но со наоѓањето на кумранските ракописи и нивното читање и споредување со оригиналот, гледаме дека нештата се такви какви што се. Со векови ништо не е променето. Може да има промена, знаете каде, но тоа не е промена. Кога се преведува. Значи од еврејски веќе кога се преведува на елински, веќе истата имаме истата порака имаме, но самиот јазик се носи свое значење и свое доживување. И сега нашиот превод, например, Свети Кирил и Методи го имаат преводот на славјански, го имаат направено од Септуагинтата.
Значи, на црквенословенскиот превод е направен од Септуагинтата. Значи, имаме оригинал, па елинскиот е веќе превод, нашето свето писмо е всушност превод од превод. И мислам дека денешниот ревидиран превод на македонското свето писмо, прво тој превод го има на македонски. Значи, го има блажено упокоениот архиепископ Гаврил го има, да. Значи, он го има започнато. Сам имал и комисија во тоа, но мислам дека денешниот ревидиран превод на македонското свето писмо е испоредуван со еврејскиот текст. Но внимавајте, ниеден превод не може да биде оригинал. Ниеден превод не може да биде оригинал. Затоа, како што постоело тоа во Стариот Завет, значи имаме книга, 5 книги Мојсееви, значи Тората, и Тората видите кај се чувала. Кај ја чувале Тората? Значи не ја чувале било каде. Во ковчегот на Заветот. Да, во ковчегот на Заветот. И тамо се чувала и маната, значи храната што ја јаделе во пустината, и палицата на Арон и така натаму и така натаму. Многу се водело сметка. Многу се водело сметка за споменот. Пошто вековите одат, настанот, ајде тие што се директни сведоци на настанот, тие ќе имаат меморија за тоа. Но и со текот на времето и тие почнуваат, ама вака беше или онака беше. Веќе втората генерација и така и така. Третата генерација, што да ви кажам, четвртата, веќе петата не се ни спомни. И затоа се враќаме се на почетокот на превод. Затоа зборовите Господови се запишуваат. Се запишуваат за спомен, да не се заборови. Значи тоа што Бог открива, да не се заборови, затоа што тоа има значење, спасително значење за секој од нас, значи секој од нас. Кога секој од нас го гради својот личен духовен живот, тој сака сведоштво за тоа, дали тоа е вистина или не е вистина. Тема за тоа се сериозни работи. Ако ја прифатам нешто, дали тоа е вистина или не е вистина. И затоа се водило сметка, Бог знае за тоа. И затоа се водила сметка сето тоа што се случувало да се запише, да биде автентично и што е најинтересно, автентично да се пренесе оригинал за следните генерации. Видете се, ние оригиналите ги немаме. Автографите. Што се оригиналите? Тоа просто поради трулежноста во овој свет и распадливоста се има свој век и така натаму и така натаму. Ние автографите ги немаме, но ги имаме преписите. И што е најинтересно, видите се, порано било, некој може да постави прашање, може ли да се случи некој намерно да внесе погрешно нешто во текстот? Кој е одговорот? Може би, пошто текстот, кога се препишувале текстовите, тоа не иде сега, овој свиток сега се препишува, после стариот се става на страна или се запалува и сега го имаме само новиот свиток. И само за едно место. Не. Значи тоа се давало на повеќемина. И особено во синагогите. И сега јас ако направам некаков нешто промена во писмото, во другите преписи не е променето. И што е најбитно, внимавајте, што е најбитно, луѓето го знаеле наизуст писмото. Наизуст. Напамет го знаеле. Па не е тоа некаков проблем што гледам. Да. Па сега многу книги се отец. Па што друго се занимава? Се чуваат ли сите тие свитоци сега, или само по музеите? Се чуваат тие што се најдени, да. Се што имаме како сведоштво се чува, да. Пред падот, пред човекот да биде инфициран со злото и со сите последствија што дојде од злото, пред да ни се случи таа состојба, ние гледаме дека Адам и Ева има директна комуникација со Творецот, во Светиот Дух. Тоа е директна комуникација. Дури Свети Јован Златоус во своето толкување на Евангелието според Матеј говори за тоа дека Бог, па и ние тоа го гледаме и во првите генерации, пред потопот, по потопот. Никој ништо не запишува. Сега тоа се паметело. Значи, луѓето го чувствувале тоа присуство Божјо
и имале комуникација со него. И по падот, не разбирате, и по отпаѓањето. Но колку повеќе човештвото тонело во грев, колку повеќе злото, инфекцијата од злото почнува да делува во човековата природа, во човековата душа, во човековиот живот, се повеќе човекот се отуѓува од себе си, се отуѓува од духовното, се отуѓува од Бог и не е во можност да комуницира со Господ. Не е во можност. За жал повеќе комуницираме со оној другиот. И затоа е многу интересно, кога некој денеска ќе ви каже јас со Господ нешто она, вие прво мислите дека нешто има проблеми, човек. Када па за волја на вистината многу често и тоа се случува. Мислат дека имаат комуникација со Господ, а суштина не со кого имаат комуникација. Тоа е патологија така. И затоа внимавајте, затоа што човештвото го губи тој момент, таа можност за комуникација прво со себе си, а потоа и со Творецот, затоа Бог ги подигнува, односно го формира целиот овој народ, цел народ формира. Еврејскиот народ е од Бога формиран, не разбирате? Гледате како преку Аврам, преку Исак, преку Јаков, Бог го формира тој народ. И потоа го води тој народ низ историјата. До доаѓањето на Месијата, па и после доаѓањето на Месијата. Гледате што се случува со тој народ и така натаму. Но тоа е друга тема. Особено ни е битен тој период пред доаѓањето на Месијата. И затоа па во рамките на тој народ Бог подигнува пророци, значи луѓе кои се подготвени и имаат таква личностна духовна зрелост да бидат во комуникација со Бог. Значи они се во комуникација со Творецот. Значи Бог говори преку нив. Бог ја пројавува својата волја преку нив. И вие кога ги читате сите пророци, така натаму ќе видите дека колку еврејскиот народ да ги ценел своите пророци, многу тешко се справува со своите пророци, затоа што многу често волјата на народот била повлечена по гревот, а не според она што Бог им го сведочил преку пророците, односно преку Тората. Тоа е тоа. Затоа во светите книги на Стариот Завет ни се открива, кога ги читате светите книги на Стариот Завет, ни се открива начинот на кој Бог, и не случајно тоа го пишува апостол Павле во своето послание до Галатјаните, дека Бог во Стариот Завет, во Тората, во Законот, е педагог за Старозаветниот народ Божи. Педагог. Оно што го води детето за рака. Го води. Ете како Бог целиот тој народ го воспитува, го организира, го води така, се грижи за него. И затоа, кога го читаме ние Светото писмо на Стариот Завет, но со светите книги на Стариот Завет, ние цело време гледаме состојба, кога еврејскиот народ е во осцилација, некогаш е со Јахве, некогаш е по Божјата волја, тогаш има просперитет и напредок, но кога отпаѓа од Бога, од Заветот, му се случуваат нешта кои му се случуваат. И затоа Бог имал за цел овој народ да засведочи за вистината за едниот Бог. Може би, тоа е многу често го говорам, може би денеска тоа не е нешто кој знае што. Да се знае вистината за едниот Бог. Веќе е нормално луѓето да верува дека постои еден Бог. Но во времето кога евреите го живееле или оделени својот историски тек, тие биле обкружени со народи кои биле пагани. Народи кои биле идолопоклоници. Народи кои се поклонувале на разни богови. На разни, си граделе разни митологии или не знам таму што така. Затоа овој народ ја сведочил вистината за едниот вистински Бог. За едниот вистински Бог и единствениот. Како што ни го нарекувале, односно како што Бог им се одредил со името Јахве. Јас сум оној кој што сум вечниот. И исто така, многу битен момент е и тој што преку овој народ, браќи и сестри, преку овој народ полека Господ го подготвувал доаѓањето на Месијата, на Спасителот на светот. Значи, многу битни суштински нешта, сушност, требало да се случат преку овој народ. И затоа ние кога го читаме Светото писмо на Стариот Завет, ние го гледаме Бог тамо понекогаш во многу чудни пројави. Одеднаш пројавува крајна љубов, крајно разбирање, милостивост, но понекогаш и строг, така натаму, оној кој казнува, кој опоменува. Зошто? Се со цел
да се развива тој процес, да во овој свет се роди таква пречиста девојка, што во својата утроба ќе го прими со вечниот Син Божи. Онаја што во својата утроба ќе го прими Логосот Божи, кој ќе стане вистински човек. Суштински, крајно битни и за целото човештво се важни овие истини. Видете сега, без пророштвата на пророците од Стариот Завет, односно без пророштвата првоземето од пророкот Јаков, патриархот Јаков. Патриархот Јаков ни предвестува кога ќе дојде Месијата. Еве, Јаков вели вака, му вели давајќи благослов на својот син Јуда. Му вели вака: нема да се одземе жезлот од Јуда, ниту од бедрата негови, значи нема да се земе жезлот, значи палицата за владење, од Јуда и од наследниците негови. Значи од тоа колено ќе доаѓаат оние кои ќе владеат со еврејскиот народ, кои ќе бидат лидери, како да кажем, на тој народ. Вика, нема да се оземе жезлот од Јуда, ниту од бедрата негови, се дури не дојде оној на кого му припаѓа, кому ќе му се покоруваат народите. Кога доаѓа Месијата? Месијата доаѓа во време кога евреите немале представник на својот род како крал. Ирод велики не е евреј, и думеец. Понатаму, многу е битно, разбирате, пророштвата се многу битни. Пророштвата, значи, Бог го поучувал тој народ, го организирал тој народ, го учил што треба, како да го сведочи, но исто така преку пророците му предзвестувал што ќе се случи во еднината. Најбитни се така наречените месијански пророштва. Месијански пророштва. Пророштва кои ќе го потврдат Месијата. Односно, кога ќе дојде Месијата, тие пророштва ќе го потврдат. Затоа што кај евреите имало, и ден денеска има луѓе кои се прогласуваат за Меси, имате еден куп таму. Ама, дали пророштвата го потврдуваат него, го засведочуваат него или не? Еве тоа што останува денеска од вториот храм. Првиот храм од Соломон, па после вавилонците го рушат, па после се возобновува. Ова е западната страна од вториот храм. Да. Например, кај пророкот Исаија. Кај пророкот Исаија е напишано ова пророштво, кое толку директно говори за Месијата, да што просто вика, тој беше презрен и отворен меѓу луѓето, човек на болки и свикнат на страдања. Ние го одвраќавме од него лицето свое, тој беше презрен и ние за ништо го сметавме. Но тој ги зеде врсеве нашите болки и ги понесе нашите слабости, а ние мисливме дека тој беше поразуван, казнуван и понизуван од Бога. За Јешо. Страдањата, да. А тој беше изнаранет за нашите гревови и мачен заради нашите беззаконија. Казната за нашиот мир падна врз него, а преку неговите рани ние се излекуваме. Казната за нашиот мир, односно ние поради гревот го губиме мирот, единството со Бога и со себе. Во Христа повторно го стекнуваме тој мир, преку неговата искупителна жртва. Михеј, кога говори дека во Витлеем ќе се роди. Царот Давид, во својот 21 псалм, се тука треба многу, во кој буквално кога го читате псалмот, како да се наоѓате пред крстот. Значи, кога ги имате тие пророштва, вие добивате представа за Месијата. И кога, видите, а кога апостолите, конкретно апостол Павле, тоа што е запишено во Дела апостолски, кога одел во синагогите, апостол Павле, Шаул, кој станал Паулус, кога одел по синагогите, кај евреите, он го отварал книгите пророци и таму им сведочал. Што мислите, не може за вистина да се говори онака како што денеска, за жал, тоа се случува кај многумина, произволно, се е висти. Можете денеска да слушнете разни луѓе кои говорат разни работи. Не може тоа така. Ако тоа не биде потврдено со писмото, тогаш
Чекайте малце. Апостол Павле и останатите апостоли се повикувале на пророците од Стариот Завет и отаму го говореле. Еве ова што го говореле пророците, се случи, се изврши. Така и првата проповед на апостол Петар на денот на Педесетница. Он ги цитира старите, ги цитира пророците, вика кај Давида, кај пророкот Јоел. Значи он се и тоа е така. Не можете вие одеднаш да ви текне и си правите што сака. Мора да има континуитет. Мора да има континуитет. Тоа е континуитетот на Божјото откровение и континуитет на живот во тоа. Тоа е тоа. Само накратко околу хронологијата, тоа е значи првиот храм, а потоа како изгледал храмот, тоа имаме цело сега веќе работиме на програмата на седмицата посветена на Светото писмо. Ќе биде на крајот на мај, почетокот на јуни, плюс минус ќе видиме, уште не сме дефинирале. Значи ќе имаме посебно предавање за тоа како изгледал Соломоновиот храм. Значи како изгледал, како бил изграден, што бил изграден, зошто бил изграден, како бил поделен, која функција имало сето тоа, како што било поделен, и што е најинтересно, како Соломоновиот храм сведочил за Месијата, што е најинтересно. Тоа е. Значи, првиот храм е изграден од Соломон, потоа за времето на Навуходоносор се руши, зошто и како, читате го сето тоа кај пророкот Јеремија, во неговата книга, тој ни објаснува, односно самиот Бог ни објаснува преку пророкот Јеремија зошто се случува таа катастрофа, рушењето на првиот храм и Вавилонското робство. По Вавилонското робство се обновува храмот кој бил разрушен од вавилонците и понатаму видите, тоа е 536 година пред Христос. Видите како одат работите. 533 година пред Христос пророкот Даниел ги запишува своите пророчки визии во својата книга. Кога го читате пророкот Даниел, и ви имате директни пророштва за доаѓањето на Месијата, за неговото прво доаѓање, но и за неговото второ доаѓање. Сега, тоа е тоа, сега, окей, одиме понапред тамо во читање на Светото писмо, ќе имаме можност на секоја книга да се обраќаме, но знам дека тие предавања не се атрактивни, но внимавајте кога ќе ги совладнете книгите. Тогаш ќе ви се отвори такво нешто што тешко е, но крајно благословено. Јас тоа го прометувам. Као ѓаволот цело време да не ми го трнете се од писмото, знаете. По свое, терете си, вака, така, толкувајте си, правите си, пустите си, глумете религија, не. Чудно е како писмото го просветува умот и го изоштрива умот. Та сила го изоштрива умот и нашиот ум и нашиот дух станува зрел. И не само зрел, туку и подготвен да ги согледа нештата во овој свет така како што тие се. Потоа, пророкот Захарија завршува со обновата на храмот. 509 година пред Христос основање на Римската република. Не случајно е спомнато тоа. Мардока е пишува книгата за Естир. 470-339 пред Христос, тоа е периодот на животот на Сократ. Елинската е врвот на елинската филозофија. Внимавај, како кај евреите ги имаме пророците, кај другите народи ги имаме филозофите. Да, филозофите и како доаѓа до тие суштински точки. Ако се запознаете добро со елинската филозофија, ќе видите дека самиот Аристотел доаѓа, па и останатите филозофи до вистината, па самиот Сократ со вистината тоа бива убиен. Знаете зошто? Бива убиен затоа што судот во Атина го прогласува за безбожник. Затоа што не верува во нивните пагански богови, ќе верува во ова. Тоа е тоа. И затоа апостол Павле кога доаѓа во Атина, тој го наоѓа местото на непознатиот Бог. За кој говорат, за кој, како да кажам, размислувале за тој едниот Бог, размислувале елинските философи. Или, например, кога одите во Индија, вие ќе видите, особено на периодот на филозофите, на Упанишадите, па и будизмот. Зборам за будизмот во чистата форма, не е измешан со паганистички и други глупови работи. Видите, таму исто
како Бог да го подготвува тој дел од човештвото тамо преку филозофијата на Упанишадите, преку будизмот, зборам по таа вистинска форма. Например, исто така, јас тоа го неколку пати го подцртувам, најдете таа книга и прочитате книга на патот од Лао Цзе. Видете се како Бог полека го подготвува целото човештво. Особено тие места на култура, на брујање на човековата мисла, на човековиот дух. Особено врвот на сето тоа било еврејскиот народ во писмото. Тоа е врвот. Тоа е врв. И тука не е, како што кажам на самиот почеток, тука не се работи за филозофија. Не се работи само за човечки напор да се дојде до вистината. Самата вистина ви говори. Затоа книгите и на Стариот и на Новиот Завет се од непроценлива важност. Непроценлива. И затоа оној нашиот духовен пријател на секаков начин гледа да ги деградира. Лажејќи не на овој или на оној начин. Внимавајте, 430 година пред Христос, пророкот Малахија, тој е последниот пророк. Од таму 400 година до Јован Крстител, велат евреите, замолкнаа пророците. И затоа се битни тие три книги макавејски. Од тие три книги макавејски особено не се говори за тој период, помеѓу последниот пророк Малахија и пророкот кој е мост меѓу Стариот и Новиот Завет, тој е Јоханан, кој ние го познаваме како Јован Крстителот. Пророкот Малахија, освен својата книга, тоа е последната книга од пророчките книги на Стариот Завет, ги пишува Диврехајами или летописи, две книги летописи, многу битни книги. Во тие две книги летописи е сместена историјата на целиот еврејски народ. Изобилува тамо од генеалогија. Овој од овој, овој од овој, овој од овој. Ова, но тоа е многу битно. За еврејскиот народ, за еврејските пророци, за еврејските рабини, за еврејските мудреци од тоа време, прашањето дали Адам и Ева биле реални личности или мит, легенда, било сосем глупаво. Знаете зашто? Затоа што они одејќи наназад, колено за колено, доаѓаат до Адам и Ева. Затоа што они одат до Давида, до Јесе, од Давида одат до Аврама, до Јакова, од Јакова одат до Аврам, од Аврам одат до Сим, па потоа до Сит, од Сит до Адам и Ева. Че вие добивате една представа не митолошка. Представа која не е митолошка, која не се тевели на легенда. Не е на легенда, но се говори за конкретна историја. Затоа, особено светите книги на Стариот Завет во себе изобилуваат од историчност. Од историчност. Говориме за тоа. Настан, па запишување. Историчност. Која познава историјата своја, тој се знае себе си. Кој го знае своето минато, ќе ја знае својата иднина и ќе си ја знае смислата на својата сегашност. Кој не си го знае своето минато, не си ја знае својата иднина и е збунет во сегашност. Нашиот народ во голем процент е во состојба на збунетост, затоа што пред се недоволно си ја познава и својата национална историја, зборам за нашиот народ како македонски народ, и пред се не ја познава својата духовна историја. Значи, нашиот народ, од денот кога, како крстени влегле во црквата, во новозаветиот народ Божи, тие се припоиле, како што веле апостол Павле, како диво гранче за ова стебло на Божјата вистина. И ние имаме огромна одговорност. Значи, ние сме со секое крштевање, секојаш кога се крштеваме, ние имаме завет пред Господ. Завет. Завет да си спомнуваме. Завет да знаеме. Завет тоа што го имаме како негова вистина, да го практикуваме како критериум и вредносен систем. И затоа пророкот Малахија ги пишува тие две книги летописи. Најдете време, прочитајте ги. Не се атрактивни за читање. Тие книги се за тоа. И кога одите, тоа е многу битно. И затоа и апостолот Матеј, кога го пишува своето евангелие, како го започна? Па со генеалогија. Со родослов. Со родослов. Што не можеш ти се појави Исус од Назарет во Јерусалим,
направи чуди и луѓето трнаа по него. Такви меси имате еден куп кои ги лажале, имате ден денеска разни. Ама за тој што е спасителот на светот, за тој на кого ние му предаваме нашата надеж, внимавајте. Исус е нашата надеж, он ни дава надеж. Без него, која е нашата надеж во овој свет? Која е нашата надеж? И не само надеж, внимавајте. Он ни дава и гаранција. Кој друг може да ти гарантира дека нашето постоење, односно вашето, моето, има смисла? И кој? И за тоа, за вакви суштински нешта. Тоа е тоа. За вакви суштински нешта нема играчка. Нема играчка. 36-та година, 323-та година пред Христос, животот и делувањето на Александар Македонски. И еврејските рабини, па потоа, особено оците на црквата од рано христијанскиот период и ден денеска ова теолози говорат дека остои за тоа што Александар Македонски освоил и така натаму. Пак некаква Божја промисла делувала преку него. Видете што формира Александар Македонски. Формира еден огромен простор со иста културолошка матрица. Тоа е матрицата на културата на елинизмот. Исти јазик. На огромен простор. И затоа кога се преведува, внимавајте, се преведува од Толомеј II Филаделф, не од него, во неговото владење, Стариот Завет. И сега внимавајте што се случува. Црквата, значи апостолите, после тоа првата генерација, после апостолите, на кој јазик го проповедаат Евангелието? На елински јазик. А потоа се преведува Волгатата на латински јазик и така натаму, и другите копски, египетски. Тоа е како Бог си ги промислува работите. Знаете, кога ќе се тргнеме од еден аспект, можеби сега многу нешта не ни се јасни, но кога се свртиме наназад, конкретно за нашиот живот, ако живееме во Божјата промисла и волја, ќе гледаме како Господ полека ги подредува работите. И потоа Палестина под владење на Птоломеите, во тој период е ова макавејските бунтови. Аристовул владее со Јудеја и 63-та година пред Христос Палестина е под владење на Рим. Гнеј Помпеј е првиот паганин кој влегува во Соломоновиот храм. Влегува внатре. Поразува евреите, влегува внатре. И он се надевал кој знае што да најде таму. И кога влегува во светињата на светиите, кога се приличил таму немало ништо. Се разочарал. Знаете зошто? Затоа што паганите се надеваат да најдат во храмовите нешта како што се кај нив. Кај паганите имате темплум, храм. Тоа е храм е преводот темплум. Во средината на темплумот вие имате фигурата, идолот на Богот. И тука, и тука се прави. Кога влегува во храмот, ништо. А да не зборам сега за ковчегот на Заветот, зошто и како бил во времето на пророкот Еремија сокриен и така натаму. После вавилонското робство, ковчегот на Заветот го немаме кај евреите. Затоа се прави таа голема потрага кој ќе го најде. И дали некој ќе го најде. Да. Така. И тоа е всушност, ова е кога евреите го рушат Ерусалим, во 70-та година од нашата ера, рушење кое е предвестено од самиот Христос. Да, просто евреите, еруњаните го има срушено Ерусалим и го има срушено вториот храм. Храмот кај што проповедал Месијата. Евреите го имаат, еримјаните го имаат срушено и ден денеска евреите немаат храм. И е прекинато извршувањето на жртвите. Они немаат свештенство. Разбирате? Нема свештенство, нема принесување на жртви. Единственото нешто што им останало тоа е западниот дел од храмот или зидот на плача. Кога некој од вас може да, ако некој од вас може да отиде во Ерусалим, за се тоа што го зборувам, ќе може и да сведочи. Да се засведочи, да. Ја отидов, ама не знам дека. И јас сум била, да. Тоа е тоа. Сега.
Тоа е тоа, со ова ќе прекинам. Ова е пророштвото на Михе или Мика на еврејски. Видите што пишува тој во својата книга. И ти, Витлееме, Бейт Лехем или куќа на левот, тамо била житница таа всушност на и ти, Витлееме, Ефратов, иако си најмал меѓу јадниците јудици, од тебе ќе излезе оној кој треба да владее во Израелот и чие потекло е од почетокот, од вечност. И во Витлеем се раѓа Месијата. Тамо кај што е роден, кај што се претпоставува дека е роден, според преданијата и така натаму, е поставена ова сребрена звезда и тамо се наоѓа црквата на Христовото раѓање во Витлеем. Витлеем, како што ние го викаме, Бейт Лехем или куќа на левот на еврејски. Писмото е многу битна работа. Значи, за евреите и за нас христијаните, без писмото, без Светото писмо, нема вера, нема надеж, нема смисла, нема критерии. Затоа писмото треба да се познава.